Пратеникот Павле Богоевски денеска дал исказ пред надлежен јавен обвинител за двете дела, за нелегално прибавената аудио снимка и за нејзината содржина, потврдува шефот на Скопското јавно обвинителство за 1 ТВ. Обвинителството отворило предистражна постапка. За нелегално прибавената снимка се чека МВР да го открие идентитетот на лицето кое ги објавило снимките, а за содржината ќе бара доказен материјал кој во моментов го нема. И додека обвинителството истражува, не стивнуваат реакциите од опозицијата и јавноста. Опозицијската ВМРО ДПМН со метла пред собранието побара Заев да го смете пратеникот Павле Богоевски, иако премиерот нема ингеренции да чисти во законодавниот дом. Пратениците на ВМРО ДПМН велат дека Богоевски признал кривично дело. Дали набавувал кокаин или нешто друго, не ја менува суштината. Богоевски извршил кривично дело и беше откриен преку свиркач. Спикерот Џафери на прашањата на новинарите одговори дека нема основ во собранието да се поведе постапка, а пратеникот на ДУИ Артан Груби побара ветинг на сите пратеници и јавни функционери. Се надеваме дека општеството ќе прифати таа иницијатива на ДУИ за ветинг за сите, и суди, и обвинители, и политичари, и сите што се зафаќаат со јавна служба. Од пратеничката група на владеачката партија за 1 ТВ вела дека очекуваат надлежните институции да го разрешат случајот и додаваат дека законите важат за сите. Ако прашувате за моралните аспекти, тие се на личната совест на секој пратеник, како и на секој друг човек. Либерал-демократите пак најавија предлог закон за легализација на марихуаната, измени во легислативата за кој долго се зборува. И нашето општество се покажува дека има потреба од легализација на марихуаната, односно канабисот. Ние работиме на изготвување на нов закон. Скандалот со аудиоснимката на Богоевски доаѓа во време кога повторно се актуализира одземањето на мандатот на бегалецот Груевски, а токму Богоевски е председател на надлежната собраниска комисија. Опозицијата најави дека ќе бара негово изземање и ќе бара во понеделник друг да заседава.